Моето истражување, иако се осврнувам и пошироко во однос на темата со патната инфраструктура, се фокусирам на патната делница Миладиновци-Штип, која е поевтина од другата и истовремено и полесна за изградба. Причина повеќе зашто треба да посветиме внимание на изградбата на оваа делница е поради фактот што пред 6-7 години тогашната власт преку Министерството за транспорт и врски нарача студија од странска консултантска компанија која требаше да направи проценка колку чини изградбата на еден ваков проект и тогаш таа студија нотираше дека еден ваков проект чини нешто над 100 милиони евра, што е двојно помалку од сумата која се предвиде за изградба на овој проект од нешто над 200 милиони евра. Одбран е модел на задолжување, според кој се поземуваат средства од Кинеска државна банка под наведум поволни услови, со тоа што кредитодавачот ги условува средствата со избегнување на спроведување на отворена и транспарентна постапка каде што може да се пријават повеќе понудувачи и автоматски цената да падне. Кредитодавачот, значи на Кинеската државна банка, го условува кредитот главен изведувач на проектот да биде исто така Кинеска државна компанија. На тој начин, освен што профитира од камата и се враќа дел од поземените средства во форма на камата, и дел од профитот повторно завршува назад во кинеската држава, бидејќи и банката кинеска што ги дава парите и изведувачот кинески се државни. Ние во рамки нашето истражување дојдовме до податоци од јавното претпријатие државни патишта, од инвеститорот на проектот, дека заклучно со почетокот на оваа година, негде месец март-април, реализирани биле 60% од проектот. Ако првично поставениот рок кога тој треба да биде финиширан беше мај актуелната 2017 година. Тоа значи скоро при крај на проектот тој бил реализиран нешто повеќе од половина, што укажува на тоа дека првичниот рок ќе биде или поставен од политичко-пропагандни причини, поради изборите, или пак поради нестручност и лоша проценка. Може да се констатира дека освен што нема да биде завршен на време, овој проект ќе биде претплатен, а и онака според првичната сума беше контроверзна, бидејќи во многу други држави се градат многу поевтини автопатски делници. Кај нас се избра модел кој што во старт е поскап во споредба со други искуства, други држави, а згора на тоа се додаваат многу дополнителни трошоци, кои што на крај ќе испадне дека Македонија гради најскапи автопати.